Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван Бојан Маречич, почитувана македонска јавност. Денеска пред нас е извештајот на Европската комисија за остварениот напредок на Република Македонија за 2021 година. Упорно овде од говорница се спротиставуваат ставовите на опозицијата и на позицијата кога станува збор за остварениот напредок и наместо да ги користиме овие извештаите кои доаѓаат од Европската комисија за да ги нотираме слабостите, за да ги нотираме недостатоците, за да видиме каде сме потврлиле, за да можеме конечно да го оствариме она за кое што имаме национален консензус, а тоа е членство во Европската Унија и една модерна, демократска, современа Република Македонија. За жал, ние уште еднаш гледаме дека процесот на чекорење кон Европската Унија власта го користи исклучиво за своји цели, исклучиво за собствен популизам. И со тоа што не сакате да признаете дека токму и овде во извештајот се нотирани огромни недостатоци. Ако ги погледнеме крајните оценки, ќе видиме дека во поглавијата за кои што зборува Европската комисија или немаме напредок, или има мал напредок, или станува збор за одреден напредок. И се што слушнавме овде од говорницата е за каква методологија станувало збор, дека ако сме користеле некоја друга методологија, оценките ќе биле повисоки. Меѓутоа, факт е дека напредокот изостанува. И онака како она што ни се случува на меѓународен план, она што е тишти и целиот народ и целата јавност, а тоа е ветото од Бугарија, и онака како што Бугарија за жал сака да го монополизира процесот на проширување кон Унијата и има некој намери да го искористи тоа за нејзини внатрешни некои националистички интереси, токму така и на тој начин и нашата влада, владата на Заев, сега тоа е влада на Ковачевски, продолжува по патот во кој што наместо да чекориме кон Европската Унија со реформи, ние чекориме со криминали и со корупција. На тој начин ние секој ден сме се подалеку од Европската Унија. И ако го погледнеме извештајот, нема да одам едно по друго поглавје, ќе започнам веднаш од поглавието 24 и ќе сакам да зборувам и за поглавието 27 животна средина и климатски промени. Кога станува збор за правда, за слобода и за безбедност, она што мене ме загрижува, она што ја загрижува јавноста, а Бога ми треба да ја загрижи и владата, меѓутоа гледаме дека тие воопшто немаат слух за тоа. Во извештајот на Европската комисија, замислете, стигна аферата мафија. Извадок од извештајот. По истрагата што ја спроведува јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и меѓународни партнери, беше откриено злосторничко здружување за продажба на патни исправи. Значи, една огромна афера ни стигна токму во извештајот на Европската комисија. По што не познаваат? По криминалот. И ако ги погледнеме препораките, ќе видиме дека денеска во 22 правиме токму се она што е спротивно на препораките од извештајот. Зошто? Делумно затоа што и овде мнозинството од вас не сака да признае, не сака да ја прекори владата, дека немаме напредок во многу поглавја или дека имаме многу мал напредок. Па во извештајот ќе се напише дека борбата против организираниот криминал има одредено ниво на подготвеност во борбата против организиран криминал. А замислете, аферата мафија, која што се најде во извештајот на Европската комисија, воопшто не стигна во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Огромен скандал за кој што практично и Европската комисија ви потврди дека е организиран криминал, кај нас се гонеше и се водеа постапки само против 10 сторители. Каква подготвеност за борба против организираниот криминал е тоа? И сега, да не се чудиме кога на министерот за внатрешни работи му исчезнуваат бомби, експлозиви и оружје. Да не се чудиме кога се ограбуваат фабрики за марихуана и да не се запрашуваме каде завршуваат тие, затоа што гледаме дека секојаш со помош на меѓународна истрага или со меѓународни партнери ќе откријат дека тоа го прават токму лица кои што се од власта. А ако ги
погледнеме препораките од 2020 кои што ово извештај вели дека важат и понатаму. Вели една од нив го задржа моето внимание, да ги донесе и спроведе неопходните закони со кои се регулира работата на Агенцијата за управување со одземен имот. Препорака од 2020 која продолжи за 2021, значи неопходните закони со кои се регулира работата на Агенцијата за управување со одземен имот. И што ни се случи во 22? Што сведочеше македонската јавност? Сведочеше како запленет имот на Сеат Кочан бил распродаван, бил тргуван и со него практично функционирале. И дали знаете како започна аферата? Па сообраќајна полиција кога сопирала возачи на автомобили, на патнички моторни возила, утврдиле по сообраќајна дека тие истите возила треба да бидат запленети. И замислете, новинарите први дознаваат дека имотот кој што треба да биде запленет, кој што треба да биде под Агенцијата за управување со одземен имот, за кој што Европската комисија во извештајот во 2020 ни дала таква насока, и ја потврдила 2021-та, во 2022-та, тој скандал со државен имот кој што завршил кај приватни лица, практично бил одземен од државата на мистериозни начини, па гледаме кривични пријави против директорот на Агенцијата за финансиско разузнавање и двајца обвинители, па тој имот завршил практично никој во оваа држава не се грижи за сопственоста која што е на државата. И сега, разговарајќи овде за извештајот на Европската комисија, кога ќе ги нотираме овие работи, секогаш ќе се најде некој говорник од позицијата кој што ќе ни убедува дека била погрешна методологијата. Зашто сме ја сгрешиле методологијата? Кога ги проверувале сообраќајните на возилата? На што ја сгрешиле методологијата? Кога се гонеле криминалците кои што ги издавале пасошите или кога не се гонеле истите, затоа што за жал не заврши во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Или ако зборуваме за животната средина и за заштитата на животната средина, погледнете го извештајот и погледнете неброени емисии во кои што кога стануваше збор за експлоатација на природни богатства, имаше прилози во кои што се велеше, се одеше кај граѓаните, кај локалното население и во тие моменти сегашната власт кога беше опозиција велеше зошто никој не ги прашал луѓето. Ама денеска, деновиве, претходниот месец, оваа година, кога ги донесуваме законите за минерални суровини, кога предлагаме дека за давање на дозвола за детални геолошки истражувања за експлоатација на природни богатства треба да има јавна расправа и треба да се праша локалното население, тогаш вие гласавте против. И за каков напредок зборувате? И сега ќе излезете и ќе кажете дека сме ја сгрешиле методологијата. Двајца генерални секретари ви се фатени во криминал за 5 години. Имате министер за внатрешни работи кој што брои скандали. Од друга страна, овде во собрание не пристигнуваат закони кои што се насочени кон регулирање на организираниот криминал со тоа што ќе одговараат оние кои што се одговорни, односно власта. Секогаш овде одговорница говорите и зборувате за застарени работи пред 5, 6, 7, 8 години. Реалноста која што ја живееме и поразите кои што ги доживуваме со оваа влада се денешни. И овој извештај, наместо да биде основ и патоказ на владата на Заев сега, на Ковачевски практично истата, таа за жал успеа дополнително да додаде дополнителни скандали со кои што укажуваат дека она кое што ние го зборуваме, а тоа е дека Македонија не чекори на вистинскиот пат. И за крај да ви го честитам денот на македонската азбука, денеска е ден на македонската азбука, да завршиме барем со една позитивна и убава вест, затоа што онаму каде што ја носите Македонија и оној пат по кој што чекорите, за жал не води онаму каде што не води, а тоа е да станеме
европско гето. Меѓутоа, треба што поскоро да се освестите, да ги прифатите повиците од опозицијата, да се охрабрите, да појдеме на избори и да разговараме за ова пред граѓаните. Ви благодарам.